Нашето ноемвриско попладне е резервирано токму за најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце, 17 часот и 15 минути. Имам чест токму и ова попладне да ви ги представам моите денешни соговорници, моите гости. Станува збор за едно ново име во литературното поле кај нас, тоа е авторот Панче Коцев, кој однеодамна ја издаде својата прва книга, своето прво дело, Потрага по загубениот гроб од Панче Коцев, и тука со нас е и неговиот, односно уредникот на ова дело, а тоа е нашиот познат писател Душко Трифуновски. Ќе посакам добре дојдовте во студиото на телевизија Сонце и ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро те најдовме. Добро те најдовме. Така, Панче, ти си нов лик, ново име во литературата кај нас, така ми стои во најавата. Однеодамна ја издаде Потрага по загубениот гроб, на самиот почеток ќе да прашам какви се впечатоците. Се одржаа две промоции на книгата, па ајде првите впечатоци да ги споредиме со онаа реална слика која што ја доживеа книгата. Види вака, јас сум дебитант во оваа тема, како што кажавте и вие пред малку. Дебитирам во едно ново поле, заплувам во едни нови води, нешто за сега за мене што било непознато. Задоволен сум и од двете промоции, помина подобро од што очекував и се надевам дека ќе има уште многу промоции на други места. Првите впечатоци се позитивни. Книгата за големо изненадување е прифатена од публиката, се чита, стигнуваат добри критики од оние кои што прочитале некој дел од нејзе. Веќе имаме луѓе кои што успеале да ја прочитаат и целата книга и до сега сите критики се позитивни. Се надеваме дека се искрени, прифаќаме и негативни, само нека бидат конструктивни. Веќе јас сум нов дебитант и сакам да продолжам и да бидам на правиот пат. Токму така. Промоциите се одржаа едната во Велес, во градската библиотека во Велес, а другата во Градско, впрочем од местото од каде што и доаѓаш. И сега зошто токму тие места ги одбираш за прва промоција таму? И имаше ли доста заинтересираност од сограѓаните, еве да кажам дека нивниот сограѓанин напишал книга и тоа не било каква книга, туку книга која што вклучува во себе и научни факти. Така. Па види, по животот имаме како да кажем, имаме тешки и лесни мисии. Па мојата мисија, јас сакав да ја започнам со еден малце потежок момент, веќе најтешко е да промовираш нешто пред своите сограѓани, пред своите луѓе, пред своите блиски. Па сакав со нив да ја разбијам тремата. Така да гледав да може терминот да одговара. Па со таа цел првата промоција имавме во Велес, местото во кое што моментално престојувам или живеам. А втората во Градско, местото кај што сум израснат, кај што сум оформен како личност. Така да и двете промоции имаа добар одзив. Имаше солидна бројка на луѓе, солиден број на луѓе кои беа заинтересирани да добијат примерок со посвета од авторот, нормално. Так. Можам ако се суди по почетоците, како почнав, мислам дека пред мене е една успешна кариера во книжевност. Токму така, пред да се задлабочиме малку повеќе во книгата и што се она се одржи истата, јас тука би го вклучила и нашиот Душко Трифуновски кој се јавува нели како уредник на самиот роман. Душко, колку беше предизвик да се работи на нешто вакво, нешто поинакво, кое што во себе нели вклучува можеби некои поразлични приказни од она што досега си го сработил? Така, да, па искрено кога добив понудата од него всушност да се објави една книга која што всушност не е мој жанр. Јас познато и на јавноста и на тебе дека пишувам романси, романтични комедии, некои си мистерии, драми, но повторно роман со историска тематика, со криминалистика, со теми поврзани со полиција, детективство, мене ми се сосема непознати, но токму тоа беше интересното. Ем да се истражува, ем да се помогне на личност која што сака да влезе во овој не да кажам, оваа борба, тешка борба, дека што на секој чекор имаме автори кои што се трудат да направат нешто од себе, јас токму тоа си реков. Ајде да помогнам некому затоа што знам колку ми беше тежок патот додека да достигнам некој ниво сега. Сега кога станува збор за содржината, беше онака предизвик затоа што не само што се навратив на оние денови кога тоа го учевме на времето по историја, по географија. Сме читале многу други работи, но да успееш да склопиш една приказна со сите тие факти, податоци, фиктивни измислени работи, постоечки, беше стварно интересно. Колку треба да си историски подкован, па не за еден ваков потват? Па не само да си историски подкован, треба и да ја сакаш историјата. Ако не ја сакаш историјата, џабе ти е секаква подкованост на ова поле за да напишеш едно вакво дело. Значи ние како мала држава, но како што вика во песната Самарџиев,
Мали сме на карта, но големи во душа, големи во срце. Ние во тој стил имаме една богата историја. Историја која што е богата колку што е богата историјата на Европа. Имаме прекрасни ликови во незе, па тука меѓу сите ги спомнеме, еве, Александар Македонски и неговиот учител Аристотел. Два од можеби најмаркантните 20 личности во историјата на светот. Потекнуваат од една денеска малечка земја, нашата Македонија, и никој од нашиве писатели од модерниве не се осудил да пишува за нив. Ниту пишале за Аристотел нешто посебно, ниту за Александар имаме некоја поголема книга. Па така јас решив да сублимирам, да ги спомнам сите митови, легенди, приказни. Не сите, голем број, голема е таа бројка. Најголемиот дел од нив, оние што мене ми биле најинтересни, да ги спојам во една белетристичка приказна, во еден роман, преку измислена фикција и да пробаме да ги раскажеме на едно место, бидејќи децата па и возрастните многу полесно учат преку белетристика него преку стручната литература и многу поиќе се чита белетристика. Така додека го читаат ова дело, несвесно, подсвесно тие ќе научат доста за нашата историја, поготово за античката и ранохристијанска. Да изгледа сето тоа како ново спакувано. Така да не е она чиста историја, туку да има некоја си интересна приказна. Мене токму тоа ми се допадна. Така, токму двете приказни кои се нели движечки на целиот роман го задржуваат вниманието и оставаат читателот да истражи што се случува токму во двете приказни. Душко, колку промени претрпе книгата кога ти беше чинам испратена, па се до финалниот резултат, имавте ли доста консултации со авторот? Да, имаше консултации, имаше корекции, но јас на почетокот мислев дека Панче има некаква поврзаност со историјата. На почетокот помислев дека Панче е професор по историја, впрочем како и сите ние што мислиме. Да, толку имаше добри историски податоци, што јас помислев дека е всушност токму тоа професор. И на моменти помислев дека можеби нема ни простор тука за консултации. Така. Човеков си реков знае, само ама јас сум тука како автор. Иако не е професор. Да, иако не е професор знае, но јас бев тука да помогнам да изгледа сето тоа малку покреативно. Так. Да се даде некоја си, јас што велам шаренило. Шмек, шаренило да се даде. Но при тоа ништо не правевме без корекции. Токму така, ајде малку сега за содржината, станува збор за две приказни, односно велиш триаголник скроен од наука, интрига и авантура. Па ајде начално за двете приказни, што да очекуваме? Па вака, наука веќе зборевме. Без историјата не би настанало ни ова дело. Голем број на историски факти и податоци кои што се точни. Ќе благодарам на мојот бекграунд, на времето што го поминав на песоците во Стови, бидејќи пред да се вработам во Министерството за внатрешни работи, јас работев како водич кустос на локалитетот. Значи сепак има нешто. Да, не е без ништо. Може би нешто автобиографско во ликовите? Па автобиографско нема, освен некои места кои што лично ги имам посетено и ги опишувам не како по нешто што сум го читал на Google, не нешто што сум читал, што сум учил, туку лично сум го доживеал. Автобиографско нема, освен можеби некаде во одредени моменти има нешто што би го рекол јас искуство, нешто што сме го доживеале во животот и во одредени моменти преку сите ликови, не еден лик. На моменти преку детективот Јанис, на моменти преку младиот водич Марко, одредени моменти, одредени секвенции кои што тие во нивното движење, да, можеби да има нешто од личното искуство, но ништо нема поврзано автобиографски. Сега, две приказни паралелни се водат на почетокот, каде што едната приказна започнува во Бостон, каде што се спојуваат тројцата археолози, професори, кои што се по потекло од нашата Македонија, но предаваат археологија на различни универзитети. Тие се спојуваат по 20 на години да си го остварат својот студентски сон. Нели, како студенти сите летаме, кога сме млади сите си поставуваме некои си цели, но подоцна кога созреваме ги ставаме во позадина и некош ги забораваме, но овие наши јунаци не ги заборавиле и почнуваат во нивната потрага по загубениот гроб после 20 години. Паралелно со нив, овдека има мало искуство, малце биографија, каде што младиот водич на локалитетот во Стоби, единствена спојка со него ми е тоа што дечкото е водич и јас сум бил водич некогаш и раскажува приказната за археолошкиот локалитет Стоби, најголемиот локалитет на нашата територија. Приказните се спојуваат во оној момент кога археолозите истражуваат на една локација, но младиот водич наоѓа тука е пресвртната точка, тој наоѓа нова трага, им се јавува, контактира со професорот Метју Паркер, со кој што се знаат од претходно, и започнува третата приказна или се спојуваат двете почетни приказни. Немави само да не откриеш. Не откриваме. Така нема да откриваме многу, туку така ете малку нешто да ги... Да, авантурата е
се одвива на 3 континенти, толку можам да кажам. Так. Кажавме Бостон, значи северноамериканско тло, се префрламе преку барата Македонија во Европа, веќе спомнавме дека на стоби се работи. Третиот континент ќе го споменеме Северна Африка. Приказната се одвива овде. Така, кажи ми, дали приказната ти беше веќе како приказна, а отпосле доаѓаат ликовите, или прво имаш ликови и со нив создаваш приказна? Тоа ми е едно од прашањата во концепцијата и сакам да ми дадеш одговор. Па, прво ја скроив приказната, па подоцна ликовите. На почетокот почнував да пишувам како две паралелни приказни. На моменти на едно место ја раскажав приказната за Стоби, за тоа како дечкото води туристи на локалитетот Стоби, младиот водич Марко, а паралелната приказна подоцна ја пишував. И во одреден момент правев прекини, ги спојував двете приказни. Значи ликовите ми доаѓаа еден по друг, додека ја создавав приказната. Нема смислено ликови и во одредени моменти дојдов до момент кај што имав многу ликови и дури за да не ги сгрешам, почнав да си ги запишувам на страна, тој лик, пошто прво дело е, се надеваме нема да биде ни последно. Токму така. Душко, што беше најспецифично за приработата на романот? Зашто се вложи најмногу труд? Па најмногу труд за спојување токму на тие приказни. Затоа што кога гледав онака уреднички, не како читател, туку овој пат како професионалец, гледав прво да ми е мене интересно за работа, а потоа дали ќе биде интересно за читање. Тука барав онаа спојка што ги спојува двете приказни што пред малку Панчета го кажа, затоа што грубо кога се гледа станува збор за конкретно две приказни кои што може дури одвоено да бидат. Така. Истражувачите од едната страна, Марко од другава страна, сосема други две приказни. И јас онака се насочив точно кон спојување на тие две приказни. Таа една нишка што ќе која што ќе ги спои во сите, една книга. Имаше моменти каде што јас на пример додадов. Тоа беше единствено каде што не се консултирав со Панче, но уредништвото си бара своји си дозволува некои си граници. Так. Хелен, кој што еден од ликовите, кој што се обидува на еден малку безобразен начин да добие информации, тука се тоа еротски моменти, нели она да се олабавиме малку ние како читатели, бидејќи романсата ми е мене во си викам, ако не оставам некој си свој печат, не можам. А јас овде предлагам да го погледнеме прилогот кој што ние го направивме, екипата на телевизија Сонце беше во градско на промоцијата на потрагата по загубениот гроб, па еве овде ќе посакам да го погледнеме прилогот, односно промоцијата која што се одржава градско. Прво што ме натера да го напишам романот. Тие што ме знаат подобро, тука ми се повеќето од вас ме знаат, од градско сме 90 и кусур посто, другарите, ја некој ми е школски од забавиште до 4-та година средно, знаат дека омилен предмет ми бил секогаш историја. Во слободно време јас можеби не сум ги читал лектирите, прво сум читал историја, па после тоа задолжителните лектири на школа. А не ги оставив и нив, ама историјата беше на прво место, поготово античката, која што прочита и Александар. Александар, другиот Александар, овој за кој што се работи во книгата, е еден од најмаркантните личности во историјата. За него пишувале античките учени, пишувале се во средновековието, но никој од модерниве македонски писатели, модерни кога зборувам за овие од 20 век, не се решил да пишува за него, а е толку битен. Сите западни вредности, целата глобализација почнува од Аристотел и Александар. Да не бил мозокот на Аристотел и идејата што му ја всадил во главата на Александар, глобализацијата можеби немаше така да биде и ден денеска сватено. Првиот глобализатор во светски рамки е тој, Александар. Или ај подобро, Аристотел е Александар извршителот. Во книгава првично се трага по неговиот гроб. На сликата е, на првичната слика е ставен гробот, кој што е пронајден и е крстен како гробот на Александар. Но не е неговиот Александар, саркофагот не е од тој Александар, туку е некој од неговите генерали. Имал повеќе, имал многумина во различни периоди. Може би на неговиот вујко Александар од Молосија, но на саркофагот стои саркофагот на Александар. Се наоѓа во Националниот музеј во Истанбул, во Турција. Американците имаат многу научено од римјаните во секоја сфера на општественото управување, но особено во дипломијата и во војувањето. In vino veritas е добро позната римска поговорка. Кога римјаните ќе фателе заробеници при своите војни кампањи, имале обичај преместено да ги опиенат со вино, па подоцна да ги испрашуваат. Овој модел се покажал како успешен и влегол во нивната испрашувачка практика за навик. Джеймс се реши истата тактика да ја употреби вечера врз Марко. Преку апликацијата за следење од телефонот на Хелен,
Тој знаеше дека Марко и останатите вчера беа во село Враниште и ја посетија црквата Света Пречиста Богородица. Имаше информации за сите промени при движењето на тимот, но не знаеше што точно се случувало таму. Шанса да дознае е вечерашното испрашување. Нема да има многу време. Дозата која ја доби Марко повторно ќе го натера на спиење за не повеќе од половина час. Подобро веднаш да почне со испрашувањето. Марко, бевте ли денеска во Враништа? Почна да го испрашува Джеймс. Да, правевме некои истражување во Кралската црква. И како одеше истражувањето? Што најдовте таму? Најдовме еден мермерен ковчег со бел камен на кој имаше исушена крв и една неозначена урна. Каков ковчег? Скапоцен, исцелителен. Еден од трите кои постојат на планетата. Ковчег донесен лично од апостол Павле за да ја штити Македонија и македонскиот народ. Што се наоѓа во него? Ти сигурно не си археолог. Па ти кажав, бел камен, еден од трите камења врз кои течела Исусовата крв на Голгота. Го собрал апостол Павле и го донел во Македонија. Джеймс ја погледа на Хелен. Беше изненаден. Не очекуваше да ќе чуе вакво нешто. Каде се сега ковчегот и урната? Кај главниот, кај професорот Метју Паркер. Најсигурни се таму. Професорот е сместен во хотелот каде што престојуваш и ти, така? Нормално сите сме заедно. Хакан, со вас ли е? Опасниот турчин. Го знаеш? Да, Хакан е прекрасен човек кој многу ни помага во истрагата. Кој е бројот на собата на Метју? Марко почна да заспива побрзо што очекуваше. Джеймс. Можно е да ставил поека доза во инекцијата. Заспа, не успеа докрај да го испраша, но барем дозна што точно пронашле во Враниште. Откако Марко заспа, Хелен и Джеймс направија план за натамошно постапување. Отидаа до нивното престојувалиште, го легнаа Марко во спалната соба. Го соблекоа гол, Хелен исто така се соблеча до креветот и легна во истата постела. Кога утре ќе се разбуди Марко ќе има главоболки, но нема да знае ништо од тоа што се случувало ноќеска. Хелен ќе може да манипулира буквално што сака во така поставена ситуација. Доколку се укаже можност, ќе продолжи со испрашувањето. Джеймс си одобри предавање на медалјонот, доколку тоа би водело кон добивање нови информации. Нему медалјонот не му значеше ништо. Откако сцената беше наместена, Джеймс замина. Ќе се потруди да најде слободна соба во некој од бројните хотели, но и да не пронајде не е страшно, ќе преспие во автомобилот. Како теренски агент на ЦИА и поранешен армиски ренџер, има спиено на многу понеудобни места. Седиштето на автомобилот Шкода Супер за него се рамни на хотел со 4 звезди. Едно од фикциите во овој роман е издружението на сомофилактите. Сомофилакти у превод се бодигарди. Бројот на сомофилакти кои што ги имале македонските кралеви секогаш или најчесто биле 7 во мирнодопски времења. Така да паралелно во приказната постои едно такво здружение кое што се грижи гробот да не биде откриен, да биде заштитен од очите на јавноста. Джеймс е еден троен играч кој што е еден од тие сомофилакти, е припадник на ЦИА, поранешен армиски ренџер на американската влада и што уште не, успешен бизнисмен. Тој е еден од најмаркантните ликови, не е главен лик, но има клучна улога во расплетот на романот. Така е, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото, продолжуваме со разговорот. Панче, јас сакам да те прашам со кој издавачка куќа соработуваш, бидејќи на книгата стоиш како самостоен издавач, сам сакаше така или немаше некоја понуда? Вака, јас кога ја завршив книгата, се консултирав со неколку луѓе кои што ги познавам, кои што се навлезени во оваа тематика. Меѓу тие личности овдека дојдов преку контакти, дојдов до Душко и неговиот совет во овие моменти беше како дебитант, бегај од издавачка куќа, доколку имаш можност, пробај самиот. Така го послушав. И што вели искуството, какво искуството, како да стоиш како сам издавач? Вака. Бев Алиса во земјата на чудата, не ми беше ништо јасно, му досаѓав на Душко, ало, дуле, до каде е ова, што треба да правиме, не сум учен да чекам, му досаѓав, до тука сме, ваму сме, не мисли, да чекаш допрва. Не мисли, научи се да чекаш, биди трпелив, ќе се среди, и баш така, се среди, можеби одзема добар период,
може би со издавачка куќа тоа ќе оди побрзо, но јас сум задоволен како сето ово излезе на крај, задоволен сум од целиот овој финален продукт што го имаме. Да, кои се луѓе работеа на книгата? Книгата вака, јас сум нели издавачот и авторот. Издавачот и авторот, Дуле е уредникот. Уредникот, меѓутоа имаме тука и дизајн, Корица. Лектор ми беше Моника Донеска. Да, тај мојата колешка од литература, како е што ги работи и моите книги. Ете така, ако веќе збориме, сум имал тим кој што има искуство со литература и најблизок сум до издавачката куќа литература во овој момент, инаку јас сум самиот, јас сум тој што сум издавач. Работеше мојот колега Антонио Карамарков. На Корицата? Да, идејата за Корицата и првичниот лик, првичното решение беше негово, но тука имаше мала корекција и доработка од страна Дејан Величковиќ. Така. Значи, отприлика тој е тимот кој што го сработи ова. Душко, ке се читаат ли во иднина вакви романи кај нас? Што покажува? Да, па веќе интересот е голем затоа што ние кај нас, еве јас работам во издавачка куќа во книжарница, ние немаме историска мистерија, особено не од македонски автор. Реално имаме многу романси, комедии. Даваме ли шанса на македонските автори кои се осмелуваат со вакво нешто да излезат на? Да, знаеш како се уште се оние скептици кои што велат македонски автор, па уште и приказна на повеќе континенти. Сега што се уште си кај нас потиснато, но има голем интерес и ние тука како продавачи на книги сме оние кои што ги нудиме, но потоа луѓето се враќаат со позитивни коментари. Велат дајте уште нешто. Јас баш заради тој се решив на ваков подвиг. И претходно спомнав, имаме богата историја, немаме историски фикции, немаме оваков тип на книги, а знаеме у светски рамки што прави еден Ден Браун со оваквите приказни. Со неговите приказни сите ги знаеме, Кодот на Да Винчи, Ангели и демони. Да, токму ти ќе напишеш колку вистини се заробени во лошите преводи, во мислам баш така, голем број историски вистини се неточни или се лажирани само благодарение на тој лош превод. Да не збориме. Најчитаната светска книга на сите времења, наиздаваната Библијата. Има голем број на преводи, грешки во преводите, а да не збориме за останатите. А кога преведуваме од модерен јазик, ние не можеме да го доловиме целта на писателот, а не на некои веќе збориме архаични јазици кои што не се зборуваат или се зборуваат од мала маса на луѓе. Да, зашто прво би дозволиле некои од страна да пишуваат приказни што се одвиваат на македонско тло, кога ние токму тоа го правиме. Токму така и кога ќе кажам дека и кога имаме нели квалитетни луѓе што можат тоа да го доловат преку книга. Да, само затоа се тука уредници, лектори, луѓе кои што даваат идеја за сето тоа малку да се замрси, но некој што има идеи тогаш зошто да не ги оствари, да не ги претече на хартија. Идејата е еден добар тим од луѓе кои што ќе сработат целата таа нели целиот тој процес и тоа е тоа. Душко, и кај тебе има нешто ново? Ајде малку надвор од темата, да го одмориме Панче, па после ќе продолжиме пак. Што е ново кај тебе? Тука ни носиш и некое специјално издание. Да, носам едно многу убаво издание, јас би го нарекол старо ново пакетче, можеби повеќе ново отколку старо. Јас овие на тебе ќе ти ги подарам овој пат, иако ти го имаш првото издание од Девојката од автобусот. Ова е една посебна едиција, ви нарекол едиција. Да, тоа е тврд повест, односно тоа е она издание кој што одамна го посакував. Малку полуксузно издание кое што е во помали количини. Ќе го покажеме пред нашите гледачи. Да, сината и црвената верзија се всушност второто и третото издание од Девојката од автобусот, кои што се достапни во продажба секаде. Тие не се со изменета содржина, но лудиот мозок на Дејан, дизајнер, јас пак тоа ќе го кажам, толку е креативен што сите тие идеи мора да избијат некаде. Ова изгледа толку убаво, толку уникатно. Да. Знаеш како имаме толку многу идеи, ама ако чекаме да се остварат нови наслови, тие идеи ќе изгледат. Затоа тоа што е, ајде да го направиме тука. Ајде да го направиме и покрај тоа што еве јас, Девојката лани ја објавивме како самостојно издание, се појави идеја во мене кога веќе сум толку 7-8 години во книжевниот свет да отвориме фирма, кога знаеш како Дејан вели, ајде ти си веќе институција, барем да бидеме институција, тука се стои институција. Да, тоа е веќе моето лого, ДТ издаваштво. ДТ издаваштво което како е нешто ново. Па искрено оди добро затоа што еве јас сум си првенствено прв автор кај нас, но ова ќе биде издаваштво што ќе покрива само македонски автори. Одлично. Сега се погоди работава со Панче да биде во меѓувреме кога веќе се започна постапката околу регистрација на ДТ, па не можевме да го вклопиме во целиот овој процес. Да, Панче вели продолжува. Продолжува, ама затоа велам јас на 10-тото издание ќе бидеш па дај Боже да се толку. Так. Да. И продолжуваме веќе со работа со македонски автори.
Одлично, а Тоа е нешто нешто ново од ново. тебе да очекуваме некој нов Да. наслов после Нов работата? наслов ќе има, но првенствено се насочивме кон преводи на 5 јазици, девојката на автобусот, која што веќе се работат сите 5. Некои ќе бидат за тука во Македонија, некои ќе бидат на страна. Станува збор за српски, турски, албански, англиски и германски, покрај македонскиот. Одлично, тоа е Да. една многу убава вест. Ќе ти посакаме Да. успех и со Така што, издаваштвото и Панче, со твоите дела. Може јас да го прашам нешто, Душко? Дали Може. треба и од ова издавачка да бегам или може да склучиме договор? Имаш слобода да одлучуваш сам. Ќе одлучиш сам, ќе размислиш Че јас малку. се подреков со тоа Да, бегај. пошто претходно Бегај. кажа Бегај бегај од издавачка. Дали од ова треба да се бега? Ти размисли, па Ќе јас се ќе ти дадам договорите. простор. Да. Да, како што кажав, Панче тука велиш продолжува, потрагата продолжува. Да. Што да очекувам? Јас ќе кажам вака. Не е битно да се најде тоа што сме зацртнале да го најдеме, туку битно е да трагаме по него. Многу е битно како ќе трагаме и во тој момент кога ќе го пронајдеме, можеме да се посомнеме дали е баш тоа што сме го нашли, дали е вистинскиот пронедок пред нас. Така да од ова може да испадне на трилогија, може да испадне и делово 10 дела. Се зависи колку ќе бидам мотивиран и колку ќе имам слободно време. Па дури идеите од читателите, тоа се Па надградуваат да, натаму. ги прифаќаме, да, како што авторот на книгите по кои што се снимаше и фамозната серија Game of Thrones има кажано додека имам идеи ќе правам серии. Во Така. заден момент имам споменато кометата која што се појавува над планетата, ќе падне и ќе завршам приказната. Така да има простор да се напишат уште многу книги, но ќе чекаме првично ово дело, каков одзив ќе има кај публиката, какви ќе бидат реакциите и продолжуваме. Јас веќе работам на вториот дел од ова продолжение на потрагата по загубениот гроб, па ќе видиме, не брзаме. Извини, совет од мене, можеби сум ти го кажал претходно, тоа дека секогаш следниот дел или новата книга секогаш го влече старата. Така што не мора да значи дека ако сега нема толку добар Сега одзив, тука те дека ќе нема навлекува да понатаму. одиш во издавачка. Само Во издавачката. Па баш така. Мама. Јас ќе бидам и малце, како да кажам, амбициозен, преамбициозен, нели? Цели високо за да го погодиш високо, ќе кажам пак. Сум Токму кажал така. еднаш, ќе кажам уште еднаш. Значи, оваа приказна е идеална и за на филмско платно. Овде ќе имаме можеме прекрасен да филм може да видиме и се на сними. филм, така. Знаете, филмовите ги продаваат уште повеќе книгите. Хари Потер и Game of Thrones, пак ќе се навратам пред неколку минути само ги спомнав. Книгите се читаат дури од кога излегоа на филмско платно. Така. Јас имам идеи, Токму па ти така. само дојде во ДТП, ќе ти ги кажам идеите. Готово, договорени сте. Инаку Па, да не договор- заборавиме, Ајде. не знам уште колку време имаме, наскоро не очекува и скопската промоција. Да, тоа ќе Да. ќе прашав следно, што е следно со потрагата, што да очекуваме, каде промоција, што ќе најавиме. Така, да, мене ми се допадна тоа што Панче сакаше самиот се зеде нели иницијатива во неговото родно место да се организира две промоции. И тоа не било каде, во Градско? Не било каде, тоа во Градско, да, но јас сум овде во Скопје. Ќе се потрудам да организираме исто толку добра промоција, дури зошто да не и подобра. Така. Промоцијата ќе биде во Скопје, на улица Македонија, во кафе книжарницата Буква. За датумот се уште не знаеме, но тоа ќе биде Ќе во текот на најавиме ноември, со ќе време, најавиме така. секако. Продолжни места ги се кажеш До ти, да тогаш ти да, кажам до јас. тогаш останува да кажеме каде може да се најде книгата, а каде може да нели да се обратат, да пишат, да Така. товарат. Па јас овде сега вака ќе споменам дека јас во моментов додека Дуле работи на промоцијата во Скопје, јас работам на уште една промоција во Кавадарци, која што ќе биде исто во градската библиотека во Кавадарци, а за продажните места повторно може Дуле да ги Така. спомене пошто он како уредник Ајде, може би и подобро знае. ајде. Така, во Скопје се продаваат во книжарниците на литература, наскоро ќе се продаваат и во култура на плоштад, спомна Кавадарци ќе бидат во книжарницата Дирикон, арт книжарница во Штип, просвета во Охрид, литература во Битола и во Струмица. И мислам дека сега за сега е доволно. Така и директно кај авторот. Да не заборавам онлайн продажба на Купи книга, која што ќе стартува веќе од петок. Така што директно кај авторот, Facebook и Instagram. Одлично. Отворени сме за сека Дечки, сте продажба. завршиле одлична работа, а пред вас има уште многу работа, многу активности, многу промоции. Ќе ви честитам за досегашниот успех, па ќе ти посакам ова да биде прво, меѓутоа не и последно, верувам дека нема да биде последно дело, сакам да читаме од тебе. Имаш квалитет, добар си, само напред. Душко, Ави. исто и ти посакувам многу успех Благодарам. со сето ова што го правиш многу, продолжи со истото темпо и со истата енергија. Јас сум секогаш овде за соработка и секогаш овде за еден книжевен муабет со вас. Па јас би сакал да кажам дека не знам на кој начин вие ги поклонувате книгите, би сакал да поклонам. Имате нешто вклучување во емисија, гости преку контакт.
на кој начин можете да ви оставам примерок да Така, па може да оставиме овде во телевизија, па доколку се јави некој од гостите кој што ќе ја погледнат емисијата, можеме да подариме нели еве на па во ред. По завршувањето на емисијата ќе се договориме ќе ние се на кој начин договориме, ќе ќе одите. оставиме кај секретарката, па книгите ќе си го најдат собственикот. Така, ти благодарам Пане и ви ветувам наредна дружба. Благодарам. Благодарам. Панче Коцев и Душко Трифуновски во најновото издание од емисијата од своја страна. Јас уживав, се надевам дека почитувани гледачи и вие уживавте во овој пријатен и импресивен муабет, книжевен муабет со овие амбициозни дечки. Тука ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена, а при самиот крај да не заборавам да ја поздравам и мојата шминкерка Самра и Мери. Бидете поздравени, се гледаме следната недела.